во продолжение, внимание на темата с која што ја отвараме со нашиот гостин денеска, професор доктор Андреј Петров, специјалист по дерматовенерологија, како да се заштитиме од сонцето. Чинам дека главното прашање е како да се заштитиме од ултравиолетовото зрачење кое што е многу високо, а за неделава вела дека ќе биде од 10 до 11. Добро утро. Добро утро. Клучно ли е прашањето како од UV зраците да се заштитиме? Па да, ултравиолетовите зраци се најопасниот дел од тој спектар, особено ултравиолетовите А и Б зраци, и тие се докажан канцероген. Светската здравствена асоциација ги има класифицирано ултравиолетовото А и ултравиолетовото Б зрачење во канцерогени. Значи, тие се штетни зраци, од кои ние треба да се заштитиме на различни начини, а пред се со употреба на заштитни фактори за сонце, со висок заштитен фактор. Добро. И со избегнување на изложување на сонце во оние делови од денот кога е тоа најинтензивно. Доволно ли е, докторе, само да се заштитиме со крема за сончење, со висок фактор? Дали е доволно, затоа што сега нешто се актуализира дополнително од година в година, како се зголемуваат UV зраците во вредности и ова глобално затоплување што ни се случува, се актуализира прашањето дека можеби и со храна дополнително и суплементи може да се влие на UV зрачењето. Има ли вистина во тоа? Па добро, суплементите се препорачуваат подолго време, мислам, меѓутоа генерално не е тоа она што може да не заштити. Кои се тие некои како селенот, некои такви ги има препорачуваат? и олигоелементи кои се препорачуваат, се знае уште одамна улогата на витаминот Д, како е како подготвителни пред летото. И тоа не е лошо. Добро. Нормално не треба да се претерува, треба да биде во оние дози кои се препорачани од производителите, и тоа го пишува на самите препарати. Но сепак клучна заштита е блокадата на дејството на сончевите зраци врз површината на кожата. А тоа се спроведува на два начини. И двата се со кремови за заштита од сонце, меѓутоа едните имаат во себе хемиски филтри. Претежно во Европа факторите за сонце се со хемиски филтри кои се употребуваат, а другите се со физички филтри. Во Америка исклучиво се со физички филтри. Добро. Значи тоа се соединенија кои физички го блокираат контактот на сонцето со кожата, како што е да речеме цинк оксидот. Добро. И тие механички го спречуваат дејството на сонцето врз површината на кожата. Но сепак, ја работава колку години веќе, колку пациенти поминале низ ваши раце. Може ли да дадеме едно мислење за тоа? Јасна ни е состојбата дека од година в година веќе многу се изменети работите. Дека не е нешто како порано што било. Јас паметам дека не толку не како деца, родителите не толку не оптоварувале со тоа дека не смееме да бидеме изложени на сонце, било препорачливо. Колку се сменија работите си? Па многу се сменија. Едно време се сметаше дека е здраво да се сончаме и колку повеќе на сонце сме, толку е подобро. А сега да го забраниме тоа? Денес има еден сосема спротивен тренд дека сонцето е нешто што е штетно. При тоа, пазете, сонцето има и своји позитивни влијанија во делот на психолошкото влијание, убаво се чувствуваме кога е сонце. Секако е побаво да живеете во земја во која има сонце отколку некаде каде што е депресивно, каде што постојано врне. И ние како земја во тој дел сме во предност. И ние и другите медитерански земји кои имаат доста сонце, кои се на југот, но мора да се заштитиме заради тоа што точно е дека квалитетот, односно сите оние климатски случувања кои се случија во изминативе 40-50 години, го сменија влијанието, значи целата таа обвивка која е нарушена озонска, влијанието на сонцето се засили. Имаме денес, особено тука, висок индекс на ултравиолетови зраци и реално тоа е нешто што треба да го знаеме, дека времето кога сонцето се сметаше за изложувајте се на сонце и тоа е многу препорачливо, денес не е така. Има болести во дерматологијата кои се лечат со сонце, ама тие се исклучителни и таму на тие пациенти им советуваме да се изложуваат, ама сепак со усул, што би рекол народот, со
со доза на заштита, со предпазливост и така Да. натаму. Добро, докторе, сега вие сезоната. Да, и тука се наметнува прашањето да ве прашам дали веќе гледате некои состојби кои што може би сте ги заборавиле одамна, невообичаени. Многумина се жалат и по социјалните медиуми дека одамна не паметат кога последен пат имале иритација од сонце или алергија, она добро познато оние црвени точкички што се јавуваат по кожата. Да, има голем број на пациенти. Прво, она што е најзагрижувачки што можеме да кажеме е дека ние имаме една епидемија на меланом во последно време. Не само јас и со колегите, со сите кои разговараме и ние во Аџибадем Систина, меѓутоа и луѓето кои работат и во државните институции, колеги со кои се дружиме, комуницираме, толков голем број на пациенти со таков опасен тумор на кожа ние никогаш не сме гледали. Тоа е нешто што мислите дека е главната причина? Мислам дека е мултифакторијално. Една причина е она што ја спомнавме, влијанието на ултравиолетовите зраци, кое е навистина опасно. Втората причина која можам да ја кажам е дека со оглед дека туморите имаат мултифакторијална етиопатогенеза, се веројатно начинот на живот и се тоа на што таа комплексност на разни фактори во кои во животот сме изложени. И една причина мислам дека е онаа која е од добрата страна, да речеме, да луѓето доаѓаат побрзо на доктор, па голем дел од тие тумори се откриваат во порана фаза, што е различно, да речеме, во однос на претходниот период. Значи, здравствената култура и преку оваквите емисии како вашата е нешто што помага. Апелите стигаат до оние до кои се наменети и тоа е добра работа. Тоа е она што е крајно загрижувачки, а исто така и оние секојдневни, ние ги рекуваме кожни рашови од сонце кои се јавуваат. Што најчесто се јавува? Ја споменав алергијата, оние ситни точкички, црвени. Да, има алергија на сонце, меѓутоа најчесто во овој период е соларниот дерматит, луѓето што ќе изгорат од сонце. Што во тие ситуации, затоа што се уште се добро познати оние народни лекови со кисело млеко, да се насмееме, но да, верувајте докторе дека се уште некој посегнува по нив. Да, тоа е заради ефектот на ладење што го има, но во суштина треба да се употребуваат емулзии од кортикостероиди за да се смири тоа воспаление, таа инфламација во епидермот, во површниот слој на кожата. И тоа да се прави неколку дена, да се користат, понекогаш се даваат и антихистаминици, некогаш се даваме при изгореници и парацетамол, зависи колку е тоа интензивно, но во секој случај треба да се смири таа воспалена кожа, да не се изложуваат на сонце, да мачкаат кортикостероидни кремови, може да ставаат и облози за ладење и потоа кожата да се искидрира навечер со некоја неутрална крем, некоја емулзија, за да се надокнади таа дехидратација која настанала во самата кожа. Тоа е една од најчестите состојби која се јавува сега, низ која практично сите поминуваме. Некој помалку, некој повеќе, меѓутоа се случува, но има и она што вие го кажувате, има алергии на сонце, има контактни дерматити доста, особено има контакт преку супстанции, хемикали од растенија и влијание на сонцето. Значи, во овој период често пати на плаж. Добро, тука и животни исто така дополнително водни како медузите, Има секојдневно имаме такви пациенти кај што ќе ги допре некои од тие водни животни, па потоа остануваат флеки, остануваат црвенила, тие траат малку и подолго, па и ги третираме. Па се болни. Им објаснува. Да, и имаат една карактеристика од нивните токсини на тие водни животни, ќе пројде проблемот, меѓутоа на тоа место останува обично флека, која знае да трае и подолго во текот на животот поради тие силни токсини кои ги имаат. Тука сега ќе ве прашам која состојба треба да се алармира по изложување на сонце, дали се можеби оние, прво што ми текна, оние црвени како точки што делуваат како бемки по изложеност на сонце по телото, или па некоја друга состојба за која што веднаш треба да се алармира кај дерматолог. Значи, една работа се кој што укажува на некоја промена. Една работа се, ако мислиме дека сме имале некоја бемка и таа почнува да се менува, треба да дојдеме на дерматолог што е можно побрзо и да се направи дермоскопски преглед. Тоа е една машина, еден апарат, најчесто
денес го имаат скоро сите дерматолози, некаде се тоа рачни обични дермоскопи, некаде како во нашата болница е дигитална дермоскопија, кај што ние имаме можност и да го мапираме целиот процес, да знаеме точно кај се наоѓа таа промена, да можеме да ја следиме во период на времето и така натаму, да правиме некој скоринг систем, алгоритам, да видиме дали е опасна или не е опасна, за да се реагира на време. Втората работа се не се обимки, да има најчест малигни тумор на на човечката популација, тоа се карциномите на кожа. Особено базоцелуларниот карцином на кожа, кој е резултат на хронична изложеност на сонце. И доста од овие луѓе кои работат, да речеме, земјоделие, работат на граđевински работници, луѓе кои се изложени многу на сонце. Како се манифестираат? Тоа се рани обично кои се јавуваат или мали јазолчија на лицето, скоро ексклузивно на лицето. И тие се лесно, за разлика од овие другите кои се многу опасни од меланомите, лесно се третираат со операција, ги оперираме или ги отстрануваме механички, да кажам, и на тој начин проблемот е решен. Тоа е нешто што треба да се дојде исто така на време, затоа што ако дефектот стане поголем, тогаш треба да се пренесува кожа, тогаш е потребна и пластична хирургија на промената. Значи, тоа се работи кои се многу чести и на кои најмногу треба да се мисли, меѓутоа било која друга промена има одредени имунолошки болести кои се поврзани со сонцето. Да речеме, една болест која се нарекува лупус еритематодес, која се јавува како пеперутка во дел на образите, започнува со влијанието на сонцето. И тоа е еден од тој дерматит на лицето кој ќе се яви во средина на лицето, тоа е еден од првите знаци дека се работи за една болест која може да биде само кожна, која може да биде и системска, да зафати и други органи, и бубрези, и срце и така натаму, и зглобови. И тоа е исто така еден аларм дека треба да се дојде на доктор. Значи, меѓутоа сонцето има и различни болести, може да предизвика одредени метаболички заболувања, може да предизвика одредени контактни реакции кои се може да бидат иритантни, може да бидат алергиски. Да. Сега ако велиме дека здравствената култура ни е добра, дека сме го постигнале она што сакавме да го постигнеме, а тоа е го решивме со апелите, може да го заокружиме тука разговорот дека во здравствените секогаш навики кои што треба да ги стекнуваме за грижа и нега на кожата, особено во овој период, што треба да биде тоа? Во овој период она што е најважно е кожата да се штити од сонце со заштитен фактор за сонце. И тоа да биде висок. Висок фактор. Ние Европската унија има фактор 20 во секоја козметика за жени што ја употребуваат. Ние препорачуваме 50, пошто ние сме во Македонија на југ. Значи да се соодветно изложуваме на сонце, да не биде тоа претерано, да не биде, не знам, од 12 до 4 часот кога е најинтензивно сонцето, нема потреба да се пржи кожата. Кожата да се мачка со хидратантни кремови, бидејќи покрај другите причини, сонцето е најсилната причина за старење на кожата. И заштитата од сонце и хидрирање на кожата после сонце се превенција од старење на кожата. Ако се види некоја промена, треба да се дојде на доктор. Најчесто треба да се примени за само преглед, бидејќи кожата не е желудник, не ни треба ендоскопија за да видиме, можеме да се видиме на огледало. А искуство да си го прави своето. Да, може да се видиме. Може да се видиме и самите на огледало. Има едно правило ABCD се вика. Тоа се акроними од англиски јазик, од англиско говорно подречје, што значат промена на симетријата, промена на границите, промена на бојата и промена на диаметарот на некоја бемка. Било што од тие работи, ако ги видиме, а со систем на 2 огледала можеме да го видиме целото тело, тоа е знак дека треба да се јавиме на доктор. Било каде, во најблиска околина, нашите колеги се добро едуцирани и знаат да одговорат на задачата, да направат еден преглед, скрининг и да понатаму се постапува. Докторе, благодарам. Мислам дека беше на време разговорот како подсетување, алармирање, повторно затоа што оваа недела ни е недела кога го имаме првиот чинам за лето во топлотен бран и првата 40. Да, се најава тропски и афрички бран. Така се зборува, барем ние што сме лаици во тој дел за метеорологија. Така била ти од ДУХМР, така да добра ни информацијата. Благодарам. Благодарам на поканата, ми беше задоволство.